Многу ретко, речиси невозможно е во Скопје да слушнете Петел како пее. Но со нашето пристигнување кај мојот денешен соговорник во ова издание на Луѓе и места, токму кукурикањето на Петелот ни посака добре дојде. Ве водиме во Скопски чаир, за да ве запознаеме со Маријан Тошев, влюбеник во украсната живина, поточно во посебните видови на кокошки и петли, кои ги одгледува повеќе од 30 години. А во последните 6 активно учествува на изложби на украсна живина во Македонија и Србија. Маријан речиси целиот свој живот е влюбеник во овие животни. Една анегдота од неговите детски денови, како да ја најавила оваа негова пасија. Ме снемало неколку си сати и родителите почеле да се секираат. Кај сум, што сум, како сум. И комшијава, Бог да го прости, беше инспектор, полиција. И ангажира полиција, кучиња, такви работи, за да ме најдат. Ме нема 5 сати, дете од 4-5 години, кај може да е. По долго време барање, ме наоѓаат во кокошарник заспан со кокошка гушната. Да, во кокошарник ме наоѓаат горе со кокошка заспан. Така да јас сум од многу малина за сонив. Неговиот дедо е виновникот за љубовта кон кокошките. Тој знаел често од пазар да му донесе ново милениче на својот внук. Некои мои 5 години, оваа љубов према животните, мојот покоен дедо, он беше иницијатор на таа работа, ми носеше нонстоп пиленциња, коковчиња, такви работи од пазар. И така љубовта према кокошките и према птиците, пошто знаеш, дете како дете, финансии нема, мора некој да ти купи. И единствен у фамилијата беше он, што ми купуваше скришно од другите. И ми носеше и така мојата љубов према кокошките уште од раното детство моје почна пред 30 на години. Скришто зашто другите беа некои против, мал уште школо, не учам школо, све по кокошките паметот. И закрака некоја кокошка ја искочи на такво, направи нешто, некој нешто или куче ќе ми донесе или ова ги ми донесе, ја пак трчи надвор. И ја место книгите за школо, ја под книгата за школото имав Зов, читав оваа поранешното списание у бивша Југославија, Зов. Тоа го читав поише одошто книгите што ги читав во школа. И од тогаш до денес Маријан не го знае точниот број на кокошки кои живееле во неговиот двор. Но тој број сигурно е голем колку неговата љубов кон нив. Овдека во овој двор, па да не претерам, ама над која бројка да кажаме, не знам, над 500 кокошки сигурно. Од кои на почетокот немав толку, не бев заинтересиран за некои си раси, као помал, не ги разбирав ја расите и чував било што. Али последниве 6 години можам да кажам дека чувам раси што се многу ретки во Македонија, може да се каже дека и број еден во Македонија. Сабајлето, петлите знаеш пеат. Тоа е нешто многу позитивно во кругот на дворот, во кругот на комшилукот, а може да кажам дека и имаат разбирање и комшиите према мојата љубов за нив. И еве до сега сум немал никакви проблеми у тој поглед. Дедо ми се грижеше. Ја од страна како помал морав на школа да идам, се вратам. Мене поише тогаш ми беше играта со нив. Чувањето толку не беше толку присутно од моја страна. Дете како дете. Во еден период од неговото детство започнува и неговата љубов кон папагалите и канаринците. Љубов која се уште трае, имено покрај кокошките и петлите. Тие се исто така неразделен дел од оваа негова приказна. Папагалите ги имав долго време, ја имав и пред тоа имав и риби чував кучиња нонстоп имам. Кучињата ги чувам претежно и поише од љубов што ги сакам, а и кучињата се многу добра заштита за моите птици. Без куче не може да обстанат овие птици. Папагалите се моја иницијатива, нив поише ги одгледував. Канаринците, аустралиските зеби претежно. Тие ги одгледав ја лично, од која више подпорастав малце. А пред 6 години Маријан одлучил да се испроба на мегдан со останатите одгледувачи на украсна живина, односно да учествува на изложби и да се надпреварува. Ја искачав на изложбите, ги посетував и ми стана интересно. Викам, чекај ја да пробам. Кога више толку години, дај малце се залагам уопшто околу живинарството и да земам малце посериозни раси и почисти раси, за да искочам на изложби ја да се такмичам, да идам како изгледа како другите луѓе. Првата моја раса беше што се такмиче во Македонија беше серама. Тоа е кинеска птица што достигнува тежина до 300 грама. Тие птици моментално беа кај мене, више ги нема и у Македонија не се присутни моментално. Тоа е серама, ретка птица што има само
моментално ја има во Бугарија и Србија сега имаат неколку парчиња, може и да нема во Србија, Хрватска претежно да има. Рамите во 2008 ли беше, 2009 негде, 2009 мислам дека беше, освоија шампиони на цела изложба во Тетово, на изложбата во Тетово. Изложбата се објавува, да речеме, месец дена унапред. Негде 5 дена пред завршувањето на рокот на пријавување, им се пријавуваат птиците, као пријавување. После организаторите си оформуваат по бројката на пријавени птици, се оформуваат кафези. Например, има крупна раса и ситна раса. Така не, плюс голуби, зајци и ред други работи таму што се. Така крупната раса не може да иде во споредба со ситната раса и затоа се оформуваат и кафезите по бројката на пријавени птици. И после почиња пријавувањето, почиња такмичењето. На самата изложба има судии кои доаѓаат од страна и наши судии и почињаат со оценување на птиците. Секоја птица си има своји карактеристики за оценување. Коканкината е вид на кокошка која Маријан ја чува од неговите почетоци до денес. Покрај неа, уште неколку други видови се негови пулени. Коканкината ја чувам више од детство. Коканкината е многу племенита птица, мирна птица и нејзе карактеристично е обликот на телото. Обликот на телото и пред се убави парци да има гаќи, кои се изфрлаат на под 90 степени од самото тело. Треба да е облик на круг, кога ќе гледаш птицата пред себе, судијата која гледа птицата пред себе, треба да го замисли обликот на еден круг. Тоа е она карактеристично кај самата коканкина. Се гледа обликот, се бара на да го замислиш кругов во незиното тело. Тоа е убава коканкина и квалитетна коканкина. Има, например, коканкината има мала креста, треба да има, широк обем, не сме да има да е вдлабната, треба да е рамна на грбот, цел круг фактички да биде околу. Свилената исто е топчеста кокошка, тие се поспецифични кокошки и поретки. Она нема пердови, има влакненца, како свила, и затоа е јапонска свилена, и се карактеризира по убава капа. Треба да има убава капа на незината глава. Меѓу ушите и се на плава основа, крестата ја треба да е темна, не црвена, темна креста на црна основа, на кај црнка стовишатира. Тоа е тоа кај незе. Фениксот исто така треба да има мала креста на глава, мала креста, под косина да му е телото и он се карактеризира по големиот опаш. Тој достигнува опашка и до 1,20 м негде, дужина. Фениксот. Тоа е тоа. Шабото е исто убава птица. Шабото се карактеризира по крупна креста, прекршен опаш на под 90 степени и многу мали нозиња треба да има. Некои од неговите примероци на овие видови кокошки се шампиони на Македонија и имаат постигнато завидни резултати на изложбите во соседството. Јапонската свилена, таа е доста добро оценета и надвор и тука во Македонија, и тоа кај нас ја оцени хрват судија Крешимир Шапутич. Тој е доста добар меѓународен судија, што беше воодушевен кога виде таков примерок во Македонија. И не себично и даде 97 оценка. Тоа 97 значи, како да кажам, шампион меѓу шампиони, најголем шампион. Мора во парови да бидат, зашто коканкината и свилената не идат заедно, не смеш да се мешаат тие раси. Поправо, ни една раса не сме да се меша на кокошките, на овие украстите живина. И ја ги набавувам како јајца и ги ведам во Македонија од Маđарска, Србија, Бугарија им нешто донесено јајца, со тоа што имам голем круг на пријатели горе во Србија, што несебично нивното искуство ми го пренесло. Тоа се доста добри одгледувачи. Јас сум и член на многу друштва надвор од Македонија. Во Србија сум во друштвото Nice Niche. Во Војводина горе сум исто член на одгај патулјаста коканкина Србија. У Бугарија сум исто член во Перник во Сдруженијето. И кај нас сум член во Трагопан Прилеп. А иначе птиците, као птици, као јајца што ги носам, тоа е све благодарение на моите пријатели. Признава Маријан дека токму на изложбите надвор од Македонија многу научил за одгледувањето на украсна живина.
Таму изложбите се со многу изложувачи, но и со голема посетеност. Па ако споредуваме таму и тука е голема разликата. Многу голема. Еве на последната изложба во Сомбор кога бев, имаше околу 3000 примерока. 3000 парчиња украсна живина. Мислам се заедно, се вкупно беа околу 3000 парчиња, а кај нас изложбите се од 200 до 300 максимум. Сега за сега. А се надевам дека ќе идеме понатаму. Ќе биде подобро и подобро. Секој се надева на поубаво. Денот на изложбата е исто како и секој почеток кај нас. Отварање на изложбата, али таму е поголема разлика што голем број масовност на луѓе, голем број на луѓе. Они се малце као позаинтересирани од нас. Нашиот народ не е толку приврзан околу живината изгледа. Они се во поголем број, каде имаат поголеми берзи. И таму е исто како еден панаѓур, ако сте виделе панаѓур, нешто извонредно. Берза е ден за продажба на птиците. И експонатите се продаваат во тој момент, некој што се ги продава, и надвор од самата хала има берза на птици. Продаваат птици, секако вид на птици, луѓето од околните места, околу местото, например, еве да речеме за Ниш, ако збориме по-конкретно, или за Сомбор, околните места на Сомбор доаѓаат од цела Србија и тука се стационирани на берзата за продажба. Пошто доаѓаат, например, еве во Сомбор имаше маđари, имаше бугари, имаше од Косово, имаше црногорци, имаше босанци, така да имаше широк круг на луѓе. Инкубатори, вештачки квачки, успешно ведење на јајцата, но некогаш и разочарување. Ова е секојдневието на Маријан кога се обидува од јајце да го добие својот капитален примерок. Имаме инкубатори. Инкубаторите ги ведат, а после инкубаторите порано ги чувавме во кутии со сијалица, за да биде топло, зашто пилина сепак бараат топлина. А сега го усовршивме тој метод и направивме со мојот другар Божиновски Златко, он е исто добар одгледувач, кој е и добар столар и ги разбира поише тие работи и ги направивме тие вештачки квачки за одгледување од пилињата. Вештачките квачки се ги правиме од иверица. Горниот дел има грејачи со термостат и подесуваме температура, например, дека во инкубатор пилето кога се веде на 37 степени,5, после првиот ден од кога ќе го изведеме пилето, го ставаме во тие вештачки квачки и ја подесуваме температурата, почињаме со 35 степени, па секој ден му ја намалуваме температура постепено. Радоста е голема. Или кучката кога ми се окучи, исто и пилиње кој ќе извадиш, радоста е голема, очекуваш оптимистички што поише да испаднат, знаеш тие. Али кај јајцето е друга разликата. Може да испадне, може да не испадне, може например да се запече во самата инкубација, може да не е плодно, али радоста е голема. Тој за себе вели дека не сака да чува голем број кокошки, но секогаш се труди оние кои ги чува да бидат достојни за медали на изложбите или како што вели тој, да имаат квалитет. Квалитет се добива генетски, а после како ќе го одгледаш. Све зависи, 70% е, да речеме, одгледувањето, а 30% е генетиката. Мора 30% барем да генетски да има нешто во него квалитетно. Ако нема, ти колку сакаш да го гледаш, џабе ти. Треба да има разновидна храна. Пред се ранат со пшенка, пшеница, јачмен, концентрат. Еве као малецко, например, од мало иде стартер 1, стартер 2, стартер 3 и продолжуваш така после со житариците. Квалитетот на исхраната е број 1 за кокошката. Со кукурикањето на петлите ја започнавме оваа луѓе и места. Така и ќе ја завршиме. Следете не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.